Оние што летаат сами мора да имаат посилни крилја. Оние што чекорат сами мора да имаат подлучен чекор од оние побројните на кои од секогаш им била потребна поддршка и за летот и за чекорот. Не се околностите тие кои што го дефинираат човечкиот живот, туку стравовите и стереотипите наследени од некое време и некои луѓе. Невозможно е да се подигнеш ако претходно не си паднал, исто колку што е невозможно да го спознаеш сладкиот вкус на медот ако претходно не си ја пробал отровната горчина на пелинот, ниту што е милост и сочувство ако не си ја почувствувал на својата кожа суровоста на светот и луѓето, или која е всушност вистинската вредност на здравието ако претходно не си бил на работ. Чекорењето во мракот го изострува видот. Дисциплината го бруси секое сетило до нијанса на безпрекорност. Борбата со предизвиците го челичи карактерот до свесност за респектирање на сите и емпатија за се добро и во светов и на веков. Ослободувањето пред се значи ослободување на себе си од другите и ослободување на другите од вас, но над тоа значи ослободување на себе си и од сопствените заблуди, зашто сите трагедии што не наоѓаат имаат за цел да не направат посилни и да направат разлика и во нашиот и во туѓиот живот. Не постојат две исти индивидуи, две исти ДНК структури, две исти љубови, два исти живота, не постојат две исти врски, два исти брака, два исти развода, ни два исти мига, па залудно е секое компарирање што на многу луѓе им одзема голем дел од животната енергија. Има таа уште многу што и допрва да кажува. Но тишината, како што вели, е безценета, особено кога сите сеат паника, страф и омраза, бидејќи секој еден збор се рефлектира во туѓата свест на сосема различен начин од она што вие сте сакале да го соопштите, па не знаете дали тоа некого ќе го усреќи или ќе го растажи, дали ќе го насмее или ќе го расплаче, затоа што најважно е не само она што се кажува, туку и како се кажува, а најважно од се е кога се кажува. И затоа таа и сега зборува во името на сите жени, стиснати во вековите и вечните предрасуди, уште додека биле под срцето на мајка си, уште една жена во низата до прапочетокот на светот, со сите еви, проколнати и прогонети, божици и демони, кралици или страдалнички, сакани или посакувани, овенчани со молитва или клетва, светици или грешници, глорифицирани или анатемисани, дружки или љубовници, мајки и градители, со милосни или сурови, признати или непризнати, познати или непознати и неретко и се заедно, со разголено и тело и душа, и низ времињата, и на фотографиите, и во реалноста. За разлика од некои луѓе, животот ги удостојува оние ретките што имаат одлучност да се фатат во костет со него. Достојни противници со храброст да бидат она што се, со верба во собствените вистини. Луѓе што чекорат со лице и гради наспроти ветрот, луѓе кои што им пркосат на собствените стравови и подсопнувањата од реалноста, луѓе кои ги прифаќаат и лицето и опачината на нештата и светот. Зошто? Затоа што таквите луѓе се вистинска реткост, затоа што таквите луѓе ја прават разликата и ги поместуваат границите и во собствениот и во општествениот универзум. Таквите луѓе и нивната љубов кон животот се неретко поголеми и од самиот живот. Најважната компонента на љубовта е отсуство на страв, бидејќи стравот дефинитивно е отсуство на љубов. Марта Марковска.